Добро утро, Јована, повторпат. Да, факт е дека превентивните прегледи спасуваат животи. Во денешната тема во фокусот ни се превентивните прегледи како спас од канцер на дебело црево. На оваа тема ќе зборуваме со специјалист доктор Владимир Петков, дигестивен хирург во клинички центар доктор Трифун Пановски во Битола. Докторе, добро утро. И еве како што кажав, за жал, ако диагностицираните случаи со канцер на дебело црево беа кај над 50 годишни лица, сега веќе имаме за жал и на 20 годишна возраст лица со ваква диагноза. Кои се оние симптоми кои што никако не смеат да се занемаруваат, а се однесуваат на дигестивниот тракт? Добро утро, уште еднаш. Значи, најбитно е улогата на матичните лекари да не се занемаруваат некои општи симптоми кои се јавуваат и кај многу други побенигни болести. Значи, како прв симптом крв во столица, надуеност необјаснива, значи надуеност на стомакот, болки во стомакот, повраќања необјасниви, анемија. Сите тие симптоми, значи, можат да се проследат како сомнеш за зајавување на некои промени во цревата, кои треба да се доиследат понатаму. Обично луѓето ќе речат, па крвта во столицата веројатно се должи на оние хемороиди кои што ги имам, а потоа не го направив прегледот бидејќи можеби помалку и непријатен и ми е срам и така натаму кои се оние задолжителни превентивни прегледи кои што ги посочувате, а никако не смееме да ги заобиколуваме бидејќи како што ни кажавте во неврзан разговор, сето тоа треба да се свати и прифати како еден обичен стоматолошки преглед. Значи, како што напоменав, првичната улога на матичниот лекар е да се испрати на соодветен специјалист. Значи, пациентот, тоа во случајот би било или гастроентерохепатолог или хирург, општ хирург или дигестивен хирург. Уште подобро ако има во близината. Во светот, значи, имаме скрининг програми кои се ефикасни во раното откривање на карциномот. Сега како најбенигна форма на скрининг програма е откривањето на крв во фецесот преку разни тестови и доколку тој тест е позитивен, тој е задолжително значи испраќање на пациентот на понатамошни следувања како што се колоноскопијата. А понатаму и по специфични, значи, прегледи. Имаме компјутерска томографија, магнетна резонанца, ехо и така натаму. Дали треба особено да се внимателни и оние кои што имаат улцерален колит или пак хрон? Да, тоа влегува во ризик факторите на пациентите, како малце поважни ризик фактори, значи тие се веќе, овие што ги спомнавте, се веќе состојби диагностицирани, ама поважни се ризик факторите предизвикани од животниот стил, како пушење, конзумирање ексцесивно алкохол, нездрава исхрана, дебелина, физичка неактивност. Овие состојби, да, како што ги спомнавте медицински, можат да прогредираат во карцином на дебело црево, значи улцеративен колит, крон. Исто така имаме некои состојби како што се Линч синдром и фамилиарна аденоматозна полипоза, кои се веќе влегуваме во наследните фактори. Исто така и поединци кои имаат веќе диагностициран карцином претходно во фамилијата, сите тие имаат поголема предиспозиција за развивање на болест. Дали можеби во овие случаи препорачувате и задолжително правење на колоноскопија барем еднаш во 2 години? Еднаш во 2 години е пречесто, значи пошто колоноскопијата сама по себе си носи некој одреден ризик. Затоа најдобри се овие што ги спомнав тестовите на крв во фецес, значи да се прават еднаш годишно или еднаш на 2 години, а колоноскопиите се препорачуваат, до сега беше ставот на 50 години кај
поединци кои немаат, значи, симптоми, а сега во посовремениот свет и таа граница и малку и може да и падната на 45. Значи се работи за колоноскопии на секој 10 години, се до 75-та година, доколку се тие чисти без промени во цревата, тогаш поединецот е заштитен од појава на оваа болест. Доктор Евем, обично се вели дека од здравието на цревата или пак од нездрави црева понатаму настануваат сите други болести. Обично се вели да се исфрли брашното, да се исфрли белиот шеќер и седентарниот начин на живот. Доколку сакаме нели да избегнеме вакви видови болести, што друго препорачувате вие кога станува збор стилот на живот? Па се препорачува избегнување, значи повеќе од две чаши на алкохол дневно за мажи или една чаша на жена, потоа секако избегнување на црвено месо и сите преработки од него, значи повеќе од 2 пати седмично, избегнување на масна храна и односно да се навратиме на препораката што е можно повеќе на поздрави исхрана, односно зеленчуци, храна со житарици, зеленчук, свежи, значи не процесирани. Тоа би биле препораките во однос на исхраната. Тука може би се крие и тајната на успехот, термички необработен овош и необработен зеленчук. И еве за крај да напоменеме дека доколку некој има наследна генетика на ваков тип болести, обично се препорачува 10 години минус периодот кога за жал неговиот родител починал да се направи. Се препорачува, значи од 40-та година и тие фреквенцијата на колоноскопии да биде почесто, значи на 5 години, пошто се смета дека развојот на карцином од полип до карцином е некој период од 10 години. Значи на тој начин би се, доколку би се правеле овие редовни прегледи, секако би се открил карциномот и би се третирал на време. И сосема на крај, накусо дали Битолчани има здравствена култура кога станува збор оваа регија? Па, сега Битолчани не отскокнуваат од општо, од целата популација, така да треба да се работи. Значи, пошто секој скрининг, се во светски рамки, се проценува дека секој човек што поминал ни скрининг програма е значително намалена можност од морталитетот од карцином. Односно се проценува дека дури до 68%, што е значајна бројка. Значи, се уште треба да се работи на свеста. Ви благодарам за утринското гостување. Јована, јас се надевам дека колку толку успеавме некому да му ја разбудиме свеста и совеста за задолжителни превентивни прегледи кои што спасуваат живот.